Со трчањето почна да се занимаваат пред 10-12 години, кога се работи во Македонска пошта. И пошто кај нас на работа секогаш има такмичења во брзо одење. Почнавме прво со брзо одење, после почнав да трчам полумаратони, па маратони почнав да трчам и така. Почнав, веќе после полумаратоните одев, имаше трки на 6 сата и ти ги трчав трки на 6 сата, па на 12 сата имаше трки и последната трка беше на 24 сата. На почетокот обично трчавме по 10 километра. Тоа не беше стандардно трчање. После веќе како добивавме на кондиција, така се зголемуваше и километражата. Трчавме по 15, по 20 километра, некојаш на ден, некојаш тренинзи кога правевме и по 30 километра дневно. Така да постепено се зголемуваше километражата. Во план не беше за да истрчам 200 км, над 200 км. Али тоа што се случи беше друго веќе, пошто на таа трка имаше надпреварувачи од Србија, од Босна, од Словенија. Конкуренцијата беше многу голема, пошто на таа трка се сруши рекордот на стазата што беше 13 години стар. Беше 210 км. Исто на таа стаза се сруши рекордите на Македонија, 220 км. После 4-5 сата веќе пополека почне да се чувствува умор. Се настојува да не се мисли на трка, туку се мисли на нешто друго и едноставно само гледаш да трчаш, да кругови, да вртиш, за колку повеќе километра да може да се истрча. Пошто завршувавме сите тројца, првиот, вториот и третиот, завршувавме во исто време. Така и се договоривме, после 24 сата трката, по 10 склека правим на цел. И баш сите се чуде, мислам, после тој напор, за да се прават слекови. Јас се мисли бело ленче, ножици, джам ножици. Многу ретко се одлучуваат за на ваков напор, да се изложи. Пошто ипак е напор 24 сата, без престан ни спање, ни јадење. Тоа јадењето е во текот на трчањето, колку можеш да јадеш или да пиеш вода или течности. Кога трчам, зимам, слушам музика и едноставно се исклучувам од... Едноставно не го осеќам уморот. Туку на музиката обрнувам внимание и... Што музика слушаш дека трчаш? Сите ми се смеат мене, обично слушам народно. Тоа, обично сите слушаат забавно, не знам, мене јас слушам народно. Македонски? Македонски, да. Така да... Имаш омилени некој песна? Не, само да биде повесела песната, некако колку е повесела песната ми е по-лесно трчање. Свири мајсторе, нешто за срце, ова вечер до забајле да умпуваме. Ајде мајсторе, лудо нека додека одам по терен, одам многу брзо. И сега, кога после трката, другата ден отидов на работа и сега, мислам, пошто бев изморен, одев многу по полецка. И баш луѓе од терен се чудеа, добро, се прашуваат што е работа, зашто толку по полецка одиш? Мораш да им кажам, да им објаснам дека сум бил на таква трка. Опа, 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 нина,
razveseli me. Секој ден одиме сигурно по 5-6 сата на терен, така да и тоа ми е една врста тренинг. Пошто секој ден пешачиме сигурно по 10-15 километра. Дојди мајсторе, тука пред мене. Во текот на тие, например, 5-6 сата не го сеќаваме времето, пошто комуницираш со еден, со друг, со трет и не се сеќава времето кога ќе помине. Се радувате да тоа поштарот? Да, порано беше така, пошто поштарот им носеше добри вести, честитки, кога пензиите кога се носат или некои пратки што ги чекаат подолго време. Сега малце по-лошо, пошто сега меѓу последно време само сметки носиме, така да не зарадуваат баш кога ќе не видат. Опа, Нина насвири силно, еј, распали, опа, ипа. Опа, Нина наиграј моме, развесели